Во оваа задача ќе имаме 3 редови под А, Б и В, за кои што ќе треба да определиме дали апсолутно конвергираат, условно конвергираат или дивергираат. Најпрво го имаме редот даден тука. Да испитаме каков е следниот ред, односно да испитаме дали дадениот ред апсолутно конвергира. Имаме апсолутна вредност од минус 1 на степен k плюс 1 по 1 врз 3 по k ја затвораме апсолутната вредност k е еднакво на 1 плюс бесконечност. Значи, за да провериме дали овај ред апсолутно конвергира, општиот член го ставаме во апсолутна вредност. Имаме апсолутна вредност од производ. Апсолутна вредност од производ е еднаква на апсолутна вредност од едниот множител, односно апсолутна вредност од минус 1 на степен k плюс 1 по апсолутна вредност од 1 врз 3k. Ајде сега ова што го кажеме да го запишеме. Значи, ова апсолутна вредност тука, бидејќи апсолутна вредност од производ може да ја запишеме како апсолутна вредност од минус 1 на степен k плюс 1 по апсолутна вредност од 1 врз 3k, кога k се движи од 1 до плюс бесконечност. Минус 1 на некој степен дава или 1 или минус 1. Па апсолутна вредност од овој израз би била 1. Апсолутна вредност од минус 1 е 1 и апсолутна вредност од 1 е 1. Таа константа единица може да оди пред редот, но не ја пишуваме бидејќи е 1. Се добива. Ајде да видиме што имаме тука. Апсолутна вредност од 1 врз 3k, кога k е позитивно, гледаме бидејќи k се движи од 1 до плюс бесконечност, k е позитивно, па така и во именителот тука ќе има позитивен број и целата друга ќе биде позитивна, а апсолутна вредност од позитивен број е самиот тој број. Па така ова апсолутна вредност тука може да ја изоставиме. Апсолутна вредност од 1 врз 3k е еднакво на 1 врз 3, као бидејќи 1 врз 3k е секогаш позитивен број, k се движи од 1 до плюс бесконечност. Една третина може да оди како константа пред редот, па ќе добиеме ред со општ член 1 врз k, каде што k се движи од 1 до плюс бесконечност. Последниот ред кој што го добивме е хармониски ред и знаеме сите дека е дивергентен. Па така, една третина по дивергентен ред пак ќе дивергира, што значи може да заклучиме дека овај ред тука е дивергентен, односно дека дивергира. Минус 1, апсолутна вредност од минус 1 на k плюс 1 по 1 врз 3 k се движи од 1 до плюс бесконечност е дивергентен ред, односно редот даден тука дивергира. После овој чекор, бидејќи видовме дека овој ред дивергира, може да кажеме дека дадениот ред не е апсолутно конвергентен. Значи, после овој чекор, бидејќи добивме дека редот со позитивни членови, значи со апсолутна вредност, е дивергентен, може да кажеме дека овој ред не е апсолутно конвергентен. Но оттаму не може да кажеме дали тој дивергира или конвергира условно. Ако добиевме дека овој ред тука конвергира, тогаш завршуваме со задачата и пишуваме дека дадениот ред е апсолутно конвергентен, па така и самиот тој е, оттаму може да кажеме дека е конвергентен. Имавте теорема, доколку еден ред е апсолутно конвергентен, тогаш тој ред е конвергентен. Но ако добиеме дека
не е апсолутно конвергентен, тогаш не може да тврдиме дека не е конвергентен. Тоа немој да го погрешите. Значи, ако имате П повлекува Q, доколку П е исполнето, тогаш важи Q. Но доколку имаме не П како што имаме во случајов, не можем ништо да заклучиме. Не може да заклучиме не Q. Тоа би бил погрешен заклучок. Да внимавате на тоа, бидејќи тука прават кој на студенти грешка. Продолжуваме понатаму. Во вториот чекор треба да провериме дали овај ред е конвергира. Во тој случај, доколку најдеме дека конвергира, може да ќе запишеме дека редот е условно конвергентен, односно условно конвергира. Да забележиме дека имаме алтернативен ред. Па така пак ќе го употребиме и во оваа задача тестот за испитување на конвергенција на алтернативни редови. Најпрво ќе покажам дека низата со член АК, значи оваа низа, тука каде што АК е еднакво на 1 врз 3К е монотонно опаѓачка, а потоа ќе покажам дека нејзиниот лимес е еднаков на 0. Значи во првиот чекор покажуваме дека оваа низа е монотонно опаѓачка низа. Имаме АК плюс 1 врз АК. Тоа е еднакво на 1 врз 3 по К плюс 1 врз 1 врз 3 К. Ова 3 со ова 3 може да се скрати. Ја средувам оваа двојна дробка, ја пишувам како обично, значи ги множам надворешен со надворешен, па така во броителот ќе добијам К по 1, тоа е К, внатрешен по внатрешен, К плюс 1 по 1 е К плюс 1. Тоа го имам во именителот. Сега во наредниот чекор во броителот ќе додадам 1 и ќе одземам 1. Имам К плюс 1 минус 1. 1 минус 1 ми дава 0, па така броителот останува ист. Во именителот имаме К плюс 1. Ги групирам овие два собироци, па така во наредниот чекор ќе запишам К плюс 1 врз К плюс 1, значи ова врз ова минус ова врз ова минус 1 врз К плюс 1. Или тоа е еднакво на К плюс 1 врз К плюс 1 е 1, тука се добива 1 врз К плюс 1, односно тоа го препишуваме. Што ми е целта? Да покажам дека АК плюс 1 врз АК е помал број од 1. Дали е помал број од 1 овај израз тука за К кога се движи од 1 до плюс бесконечност? Да, овај израз секогаш ќе биде поголем од 0, па ако од единицата одземаме нешто поголемо од 0, тогаш ќе се добие број помал од 1. Оттаму следува дека низата со општ член АК е монотонно опаѓачка низа. Вториот услов кој што треба да е исполнет за да кажеме дека овој алтернативен ред конвергира е да лимесот од оваа низа биде 0. Ајде да провериме дали лимесот од АК, К тежкон плюс бесконечност, е 0. Имаме лимес од 1 врз 3 К тежи кон плюс бесконечност. Лимес од 1 врз 3К кога К тежи кон плюс бесконечност е еднакво на 0. Ајде уште еднаш. Покажавме дека оваа низа е монотонно опаѓачка низа и покажавме дека лимесот од низата со член АК е 0, па така од тие две работи, односно од тоа што дека оваа низа е монотонно опаѓачка и нејзиниот лимес е еднаков на 0, може да кажеме дека
редот, односно алтернативниот ред со општ член минус 1k плюс 1 по 1 врз 3k, кога k се движи од 1 до плюс бесконечност, конвергира. Бидејќи овој ред конвергира, но видовме дека апсолутно не конвергира, може да кажеме дека овој ред, редот со општ член минус 1 на степен k плюс 1 по 1 врз 3k, k се движи од 1 до плюс бесконечност, е условно конвергентен. Условно конвергентен ред. Ајде да видиме што направивме во задача. Најпрво, испитуваме конвергенција на редот со општ член, така што за општиот член од дадениот ред додаваме апсолутна вредност, односно земаме апсолутна вредност од општиот член на дадениот ред, разгледуваме каков е тој ред, односно дали е дивергентен или конвергентен, во случајов добивме дека тој ред е дивергентен ред. Од тука може да кажеме дека овој ред не е апсолутно конвергентен, но не може да тврдиме дека не е и конвергентен. Во вториот чекор испитувавме дали овој ред е конвергентен. Бидејќи се работеше за алтернативен ред, го применавме тестот за испитување на конвергенција на алтернативни редови, добивме дека овој ред е конвергентен. Бидејќи овој ред е конвергентен, но не е апсолутно конвергентен, велиме дека дадениот ред е условно конвергентен ред. Под Б го имаме бесконечниот ред со општ член синус k врз k на трета, k се движи од 1 до плюс бесконечност. Да провериме најпрво дали дадениот ред апсолутно конвергира. Го испитуваме следниот ред. Редот со позитивни членови дефиниран за овој даден ред. Тука е редот со општ член апсолутна вредност од синус k врз k на трета, k се движи од 1 до плюс бесконечност. Да видиме каков е општиот член на овој ред. Апсолутна вредност од синус k врз k на трета е еднакво на апсолутна вредност од синус k врз апсолутна вредност од k на трета. Сега тука може да ставам дека ова е секогаш помало или еднакво од. Во именител ќе оставам апсолутна вредност од k на трета, бидејќи k е позитивен број и k на трета ќе биде исто така позитивен број. Па апсолутна вредност од позитивен број е самиот тој број. Односно, апсолутна вредност од k на трета, бидејќи k е позитивно, можам да го запишам како k на трета. Синус k, синусната функција е ограничена помеѓу минус 1 и 1. Знаете сите дека рангот на синусната функција е од минус 1 до 1, соси минус 1 и 1. Па така, овој израз тука секогаш ќе биде помал или еднаков од изразот ако тука ја ставам најголемата вредност која што може да ја прими синус k, односно апсолутна вредност од синус k. Ајде да се вратиме малце тука, па така
секогаш може да кажем дека апсолутна вредност од синус К секогаш ќе биде помалу или еднакво на 1. Односно, апсолутната вредност е ограничена со 0 и со 0,1. Се враќаме на задачата. Оваа вредност тука секогаш ќе биде помала или еднаква од 1 врз К на трета. Зошто? К на трета останува исто. Бидејќи видовме дека апсолутна вредност од К на трета е К на трета кога К е позитивно бројче. Додека за бројител во изразот од десната страна на неравенството ја ставам најголемата вредност што може да ја прими апсолутна вредност од синус К. Сега да забележиме дека редот со општ член 1 врз К на трета, К се движи од 1 до плюс бесконечност, е хиперхармониски. Ред со P е еднакво на. И бидејќи ова P е поголемо од 1, може да заклучиме дека овај ред тука 1 врз К на трета конвергира. Како беше правилото за хиперхармониски редови? Доколку P е поголемо од 1, тогаш хиперхармонискиот ред конвергира. Сега ќе го применам тестот со споредба за овој хиперхармониски ред тука и овај ред тука. Бидејќи општиот член на овај ред е секогаш помал или еднаков од општиот член на овај ред тука за вредности на К 1 до плюс бесконечност, може да кажеме дека овај ред е помал од овај ред, односно овај ред е поголем од овај ред, по терминологијата што ја дефиниравте на предавање. Ако сега го примениме тука тестот со споредба, може да кажеме дека овој ред конвергира бидејќи поголемиот ред конвергира. Значи, бидејќи поголемиот ред тука конвергира, видовме, покажавме дека општиот член на овој ред е секогаш поголем од општиот член на овој ред, тоа покажавме тука. Користејќи го тестот на споредба може да кажеме дека бидејќи овој ред конвергира, следува дека и редот со општ член апсолутна вредност од синус К врз К на трета К се движи од 1 до плюс бесконечност конвергира. Значи, во овој чекор тука го употребивме тестот за споредба и тестот со споредба на редови. Од тоа што овај ред тука, односно позитивниот ред дефиниран за овај ред конвергира, ајде тоа да го запишеме, значи имаме ред со општ член синус К на трета, К се движи од 1 до плюс бесконечност, конвергира, може да кажеме дека редот со општ член синус К врз К на трета, К се движи од 1 до плюс бесконечност, апсолутно конвергира. Да се потсетиме на следната теорема. Теоремата гласи: ако даден ред е апсолутно конвергентен, тогаш тој ред е конвергентен. Па така, тука добивме дека дадениот ред под Б е апсолутно конвергентен, односно дека апсолутно конвергира. Па користејќи теоремата која што ја спомнавме претходно, сега односно, може да заклучиме дека и дадениот ред, односно редот со општ член синус К врз К на трета К се движи од 1 до плюс бесконечност
конвергира. Со тоа, оваа задача е завршена. Значи, ајде уште една оваќе. Бидејќи добивме дека редот со позитивни членови дефиниран за овај ред конвергира, тогаш велиме дека овај ред апсолутно конвергира. А бидејќи овај ред апсолутно конвергира, тогаш може да кажеме дека истиот тој ред конвергира. Со тоа задачата е решена. Значи, доколку ви се бара да испитате дали некој ред апсолутно или условно конвергира или дивергира, треба да испитате дали е апсолутно конвергентен, дали е конвергентен или дали дивергира. По 2 го имаме бесконечниот ред со општ член синус капи врз 2. Ајде прво да ги видиме парцијалните суми на овај ред. S1 еднакво на синус, наместо ка пишуваме 1, односно вака ќе запишем за да ви биде јасно од каде е добиено. Односно тука имаме синус од пи половина. Тоа е единица. Втората парцијална сума е синус, го имаме членот прво за k1, односно 1 по пи врз 2. Намерно ги пишувам овие за да ви биде јасно од каде е тоа добиено, но плюс сега земаме када биде 2, па ќе добиеме синус 2π врз 2. Оваа двојка со оваа двојка се кратат, ајде да видиме што има. Синус од пи половина е 1, синус од пи е 0. Пак се добива 1. S3 или парцијалната сума со 3 членови ни е синус од 1 по пи врз 2 плюс синус од 2π врз 2 плюс синус од 3π половина. Тоа е еднакво на. Знаеме дека ова тука ни е претходната парцијална сума, односно S2 плюс синус од 3π половина, односно плюс претходната сума плюс општиот член заменет за k еднаква на овај индекс тука, односно во случајов 3. Ајде да видиме што имаме. Ова знаеме дека е 1, го гледаме. Од тука синус од 3π половина е минус 1, а тука ќе добиеме 0. Четвртата парцијална сума, рековме можем да ја запишем како S3 плюс за k, заменувам сега 4, тоа е синус од 4π врз 2, 4 со 2 се кратат, во броителот имаме 2, па ќе добиеме 0 плюс синус од 2π е 0, односно 0. Петата парцијална сума е еднаква на S4 плюс синус од 5π половинка. Знаеме дека S4 е 0 плюс синус од 5π половинка е 1, а така тука се добива 1. Ако продолжиме со наоѓањето на членовите на оваа низа, односно низата од парцијални суми, ќе добиваме за резултат за членовите 0 или 1, односно за S6 тука ќе добиеме 1, за S7 0, за S8 0, за S9 пак 1, за S10 1. Тоа е поради тоа што тука имаме синусна функција. Па така, овие 0 и 1 ќе се менуваат неизменично на секој втор член се до бесконечноста, односно и во бесконечноста. Па така, може да кажеме дека лимесот од оваа низа, односно низата од парцијални суми, значи лимесот од низата од парцијални суми, се разбира тешко, плюс бесконечност, кога разборуваме за низа, не постои. Зошто? Бидејќи за парцијалните суми
имаме промена на вредноста 0 и единица на секој втор член. Односно, овој лимес не постои поради осцилации. Бидејќи лимесот за низата од парцијални суми дефинирана за овај ред не постои, може да заклучиме дека дадениот ред дивергира. Односно, редот со општ член синус капи врз 2к се движи од 1 до плюс бесконечност дивергира. Сега, тука ќе ја употребиме последицата која што ја спомнавме на претходното видео. Бидејќи овој ред тука ќе го препишам. Дивергира, може да кажеме дека, односно следува дека и редот од апсолутни вредности дефиниран за овој ред, односно редот со општ член синус капи половина, ка се движи од 1 до плюс бесконечност дивергира, односно дека дадениот ред, редот со општ член синус капи врз 2к се движи од 1 до плюс бесконечност е и апсолутно дивергентен ред.